збор. Демерџиева. После репликата се надевам ќе биете вие. Колегата Ристов спомна дека не се одржувало од 2022-2024. Едно прашање поставам, не знам кој управува со мерната станица, дали општината или Министерството за животна средина? Мерната станица, значи, управува Министерство за животна средина. Значи, не работеше од периодот 8.10.2022 до 12.12.2024 година од причина од технички проблем со самиот мерен инструмент. Значи, набавка на резервни делови и калибрација на истиот мерен инструмент надвор од државата. Добре, благодарам. Кон представничката? Ајде. Благодарам. Ќе биде контрреплика само за да го дополнам прашањето. Дали како општина ние реагиравме кога установивме дека имаме проблем? Лично јас реагирав како општински инспектор за животна средина до господин Лупчо Гроздановски, кој без име, молам, само функциите само. Проблемот бил во министерството. Значи не е проблем ние што да го продискутираме јавно и гласно. Значи ние ако сме установиле да побаравме, добро, не е до нас. Што е тоа лошото да се каже? Нема. Мислам дека заокружен овој дел од дискусијата е заокружен да Демерџиева. Демерџиева конечно. И пак јавно ви благодарам. Добар збор, да, страпливо чекав. Дискусијата не е завршена и ќе се сложам со една ваша конотација, изјава во врска со извештајот, дека извештајот во најмала рака е смирувачки. Со тоа се сложува, меѓутоа јас би рекла не треба да биде смирувачки, него треба да биде реален. И така го завршив првото мое излагање, треба да биде реално, не треба да прикриваме информации. Значи имаме глобално загадување во цел свет, знаеме од кои причини и сега ние треба да покажеме дека единствено во Гевгелија нема. Конкретни прашања имаше колегата, еве и јас едното прашање пак ќе го поставам, дали барем еднаш во јануари... До представничката? Да, до представничката. Дали барем еднаш во јануари месец на тие 15 Министерството објави дека Гевгелија е загаден? Или стварно имаме среќа да се преку ден 15 дена? Значи, не измислувам нешто. Велите доколку имаме 2 последователни дена со надминати среднодневни концентрации. И така. Тоа е едното прашање. Второто се однесува на акцијски план со краткорочни мерки за чист воздух. Прво, сигурно има причина зашто е донесен. Значи, ворете дека како држава, нели, сме донеле таква мерка и сигурно нешто има. Најверојатно е нешто се случува во воздухот и во загадувањето, па е свикана, е на влада потегната и е изработена таа мерка, акцијски план. Сега еве конкретно акцијскиот план е за цела држава, ама јас ќе ја прашам овде за Гевгелија. Точно ги гледам активностите, надлежните институции, меѓутоа претпоставувам вие како инспекторат за животна средина би требало да се координирате и со сите други институции да знаете што е превземено. И сега вели вака, првата активност е јавното предпријатие за стопанисување со шуми треба да ја информира пошироката јавност за начинот на користење на домашното грејење. Проведени ли се некакви известувања и информации до пошироката јавност? После имаме вонредни контроли на техничка исправност на возилата, особено за оние со дизел гориво и нерегистрирани возила во соработка со МВР,
Дали се координиравте со МВР и дали МВР тоа го спроведе? Вели редовно чистење на атмосферските шахти и мење на улици и тротоари, јавното предпријатие кај нас е Комуналец. Комуналец информиран ли е? Изчистени ли се улиците и атмосферските шахти? Воредни контроли на градилишта дали се направени? Во координација со Државен инспекторат за градежништво. И сега градењето кога ќе го спомнеме, јас ќе кажам уште една моje гледање на работите. Да, го спомнавме струјањето на воздух и Вардарецот и така, меѓутоа дали мислиме ние на иднината, дали тоа струјање ќе го има во Гевгелија ако продолжи со ваква урбанизација и со вакво градење на згради? Значи да, тие се се мерки што треба да се превземат за и да не се зголеми загадувањето. Па и ева ќе тоа го спомна колегата Петров во негото излагање, ме јас пак ќе го кажем. Зелените површини, зеленилото го прочистува воздухот. А ние само бетонски површини градиме овде во Гевгелија, зеленило, барем во градот, нема. Еве овие мерки, дали сите би се исконтролирани, дали сите тие се спроведени, и тоа што рековме дека е преобширен, а не конкретен како што треба да личи извештајот за амбиенталниот воздух. Спомнавте инспекцијски надзор. При инспекцијскиот надзор инспекторот има утврдено одредени неправилности кои не сите се однесуваат на воздухот. Колку? Од спроведени 10, една се однесува на воздухот, со спроведени 102 се однесуваат на воздухот. Овде требаше да имаме информација за амбиенталниот воздух, а не за вкупните контроли кои што сте ги спровели. Така да, е смерувачка информацијата, ама не е искрена и не е реална. И на крајот на криштата, цела оваа дискусија може би требаше да биде малку по-конструктивна и по-заедничка, и на сите да не биде целта да се подобри амбиенталниот воздух, да не се повторувам во многу излагања на моите колеги и не да одиме против фактите кои што за жал се факти од цел свет, дека воздухот се повеќе се загадува секаде. Благодарам. Ќе ви дадам збор на многу кратка реплика. Колешка Демерџиева, вие сте втора која што го спомнавте 1 јануар месец како критичен. 1 јануар, ова е од Министерството... Сега го спомнавте јануар пак. Јас имам реплика на вашето обраќање, а ќе биде многу краток. И веднаш ќе продолжи се одговорите. Еве само ќе ви илустрирам. 1 јануари 53,05. 13 јануари, стара нова година, одбрав месеци кога сите се дома. 28,5. Ако сакате, знам и брзо да читам, можам сите 31 податок да ви ги прочитам, сакате ќе ви ги дадам после да ги погледнете сами. Останувам на тезата, Гевгелија не е аерозагаден град. Представничка камера. Нема потреба ден по ден, јас останувам на тезата дека Министерство за животна средина во официјалниот извештај има дека Гевгелија 15 дена е надменат правот на концентрација на PM10 честичките од вкупно 31. Тоа ми беше и конкретната теза, информацијата е од извештајот од Министерство за животна средина, не е од мене измислена, не е од интернет или од некоја апликација, од овде. Затоа го поставив прашањето. Значи имаме дури 15:31. Тоа го потврди или по излагањето и колегата Митров дека во јануар има 15 такви дена. И затоа прашав дали барем еднаш
Министерството пушти известување дека Гевгелија е загаден град. Затоа што па овде има некоја формула објаснување со 2 последователни дена. Многу ми беше јасно прашањето и затоа сакам конкретен одговор од представничкото. Благодарам. Еве сега следува представничката со одговор на вашите поставени прашања. Значи, ние како надлежна институција, како општина Гевгелија, се водиме според државниот мониторинг на Министерството за животна средина и просторно планирање. Значи, тој дава најточни, највалидни и акредитирани податоци од овластена лабораторија, значи кај што е поставен мерниот инструмент. Ние како општина Гевгелија не се водиме од податоците на смарт телефоните, апликациите кои се поставени на сите смарт телефони. Тие апликации на смарт телефоните, значи, не црпат податоци од акредитирана лабораторија, како што е во случај Министерство за животна средина. Ние како општина Гевгелија немаме добиено известување дека Гевгелија надминала прагот на концентрирани честички PM10 во воздухот. Значи, доколку се надминат тие количества на концентрации над 150 микрограми на метар кубен, значи, доколку имаме 2 последователни дена, еден по друг, самото Министерство алармира веднаш до општина Гевгелија, алармира до Државниот инспекторат за животна средина, се координираме тука, значи, повеќе институции и се превземаат мерки за загадениот воздух во дадената област. Како што, еве, ќе земам, беше пример општина Струмица. Значи, јас не знам како тој извештај стигна до вас, ние како надлежна институција немаме го добиено. Благодарам. Благодарам вам. Малку сум изненадана затоа што не знаете за што зборувам, бидејќи на страната на Министерство за животна средина постојат извештаи месечни, значи комплетни за сите градови во Македонија. Јас сега ќе ви дадам примерот каде што ми е извадена Гевгелија и тоа што го пишува на извештај. Значи, Министерство за животна средина вели вака: табеларен и графички приказ на среднодневните концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри PM10 од Гевгелија за месец јануари 2025. И овде вели колку денови е надмината 24-часовната гранична вредност во тековниот месец. Ова не е од мојот смарт телефон, инспекторке, ова е страната на Министерството. Кој прашањето, колешки? Јас се следам многу внимателно, прашањето не можам да го разберам. Извинете, јас знам зашто уште сум одговорница. Полека. Бидејќи во вашиот извештај велите дека ако 2 последователни дена вредноста на PM10 честичките ја надминуваат граничната вредност, Министерството го прогласува градот за загаден. Тоа ми беше конкретното прашање, затоа што истото Министерство рекло дека 15 дена во Гевгелија имаме надминување на тие честички. Па за тоа прашав, дај некој нека ми каже дека се 1, 3, 5, 7, 9 непарни броеви имаме. Надминување парни. Значи, ако е тоа, кажете дека е тоа, ама за тоа пак ќе ми требат факти. Јас се потрудив со факти да зборувам. Дали се преку ден и може се па парни броеви, пак имаме 15 парни. Мислам, нема логика ова што го дискутираме. Многу ми е конкретно прашањето и пак представничка да сега ме прашува, не знам од кај се информациите. Еве ги информациите од извештајот на Министерството. Почитувана советничка, да, ги следам јас секојдневно овие табеларни и графички прикази на Министерството за животна средина. Значи, надминување над 150 микрограми во метар кубен, значи не надминување над 50 PM честички. Зборуваме, во табеларниот приказ има надминување 54 или 61 PM10 честички. Прочитај ги сите, нема ни една. Значи, самото Министерство прогласува состојба на загадување кога честичките надминуваат над 150 микрограми во метар кубен PM честички. Сите тие апликации што се на смарт телефоните кажуваат дека има премногу загадување во Гевгелија, но ние се водиме на валиден податок од надлежната институција Министерство.
почити и пол. 150. Значи има вака табеларен графички приказ на среднодневни концентрации за месец јануари 2025 година за сите 31 ден, 53 први, втори ден 62, 88, 28, 54, 60, 91, 71, 30, 48, 13, 16, 28, 34, 34, 41, 50, 48, 47, 46, да не ги читам додоле, значи сите се движат тука, не е надминување над 150. И не се повеќе од 2 дена со Да, 2 последователни дена. Да ја заокружим дискусијата, колеги, добро, од место не, мислам дека јасно себе, јас се благодарам на представничката, дали уште некој се јави за збор, имаме уште доста работа пред нас. Нема, бидејќи нема, толку е. Продолжуваме со работа по точките 11 и 12, тие ги разгледуваме заедно. 11 и 12, пардон, да. 11 е предлог заклучок за усвојување на извештајот за превземените активности за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгели за 2024 и точка 12 предлог програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгели за 2025 година. Молам да ги образложите и двете заедно. Заедно ќе бидат и дискутирани, понатаму ги гласаме едно по едно. Благодарам. Значи, следна точка, заклучок за усвојување на извештајот за превземени активности и за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгели за 2024 година. Значи, материјалите ви се пред вас. Општина Гевгелија има склучено договор за аеросолна дезинсекција и теристичка против возрастни комарци и ларви од комарци со Друштвото за трговија и услуги Зотекс до Скопје. Значи, тој правен субјект доби на тендер. Извршивме на територијата на општина Гевгели, населените места, беа извршени 3 ларвицидни дезинсекции, кои опфаќаат третирање на стоечки води, бари, мочуришта покрај самото речно корито на Вардар, во населените места Миравци, Прдејци, Богородица, секаде каде што имаше стоечка вода, Негорци, беа извршени 3 ларвицидни, отпосле тоа се извршија 3 терористички прскања против возрастните комарци. Јас како општински инспектор животна средина заедно со комуналниот инспектор, затоа што самиот договор предвидува да има надзор врз цел тој третман, бевме во надзор на сите 3 ларвицидни и 3 терористички прскања. Поминавме добро. Не знам како се сите задоволни, но сепак од наша страна беше завршено се како што треба и регуларно. Благодарам на излагањето за збор по двете точки. Нема, бидејќи нема. Точка 11, предлог заклучок. Предлог програмата. Беше завршила. Програмата не кажа. Да, извини, тоа е извештајот. Добро, добро. Епа и втората, да. Да, програмата, значи, предлог програма се водиме по активности кои се вметнати во акциониот план на општина Гевгелија за дератизација, дезинсекција и дезинфекција за 2025 година. Откако ќе се изгласи точката на дневен ред, општина Гевгелија ќе распише тендерска постапка и отпосле тоа се почнува со ларвицидните прскања, па возрастните комарци, третирање на третманот за возрастни комарци. Имаме планиран буџет за оваа година 1.400.000 денари. Доколку имате некои прашања? Кажа, Никола беше пред вас. Денеска ќе почекате. Да. За инспекторката, ларвицидното е кој го извршува? Ова фирмата што е... Сега вака, ако се повеќе прашања, ќе ве молам поставите ги сите до најдеш, ќе ви бидат одговорни. Не, сега пред малку на Демерџиева и беше кажано истото. Добива на тендер. А потоа, дали ќе биде авионско или со пумпани треба? Не, значи ларвицидното е со фрлање гранули, значи на стоечките води, бари, мочуришта, во зависност од условите.
Значи, некаде со гранули, некаде со цревно прскање. Обично околу коритото на река Вардар е со цревни прскање. Веќе во вечерните часови кога се изведува теристичкото е со нивно возило со целосна улова машина. Со одредени средства кои што ја предвидуваат таа работа. Авионско прскање не е предвидено? Нема. Оваа фирма не предвидува авионско прскање. Затоа во Скопје има помалку коморци. Авионско прскање. Тука имаме, и сите сами се прскање. Најмало решение. Да, секој индивидуално, нормално. Значи, нашето прво теристичко прскање во минатата година помина супер, некои на комисија дадов излагање дека првото помина супер, веќе во второто прскање на другиот ден имаше непредвидени временски услови, заврна дожд и тоа беше веќе неуспешно. Третото беше исто успешно. Да. Почитувана на комисиите ви побарав, знаете, најпрво изреагирав дека програмата ни е многу кратка, некомплетна за 25-та и побарав од вас доколку сте во можност, ама не инсистирав писмено да ја смените, усно да ни образложите. И сега за предходно бевте пофалени дека добро изработена извештајот кој што го разгледуваме, ама овде морам да ве опоменам. Значи, ова е програма која што не треба да биде како таква дадена. И сега на подпрашање веќе почнавте да одговорувате, меѓутоа точно знаеме процесот на дезинсекција што е. Во програмата треба да ги предвидите сите активности за 25-та. Точно во кој месец, во кој период се прави тоа ларвицидно, на кој начин ќе, значи сите овие прашања што излегува сега еве и од колешката, па и јас сакам да прашам колку пати ќе биде туристичкото, значи во кој период од годината, какви активности извршуваат, тоа треба целото да биде скоцкано во оваа програма. Сепак е програма која што ја покрива цела 25-та, програма која што треба да не реши голем проблем и која располага со 1.400.000 денари. И затоа ви кажав на комисиите, барем усно да ни образложите што се планира од активности во текот на годината. Значи, секогаш реагираме за ваквите програми. Да, на вас ви е прв пат, ама ние во минатото реагираме дека такви програми не е во ред да не стигаат на Совет. Благодарам. Ти одговорите нешто? Да, сите активности за оваа програма се вметнати во акциониот план на Општина Ѓевѓере за дезинфекција, дератизација и дезинсекција за 2025 година. Може тој материјал да биде пратен на... Ако смете за потребно, да. Да. Сите тие активности се предвидени во нашиот акционен план. Извинете, не ви слушнав? Да, ќе ви пратам, да. Тоа е пообемен материјал. Да. Добре. Друг за збор? Атанас? Почитувани председавачи, почитувани колеги, пред нас се овие две точки. Заклучок за усвојување на извештајот за преземените активности за реализација на програмата за 2024 година. Искуството на нашите сограѓани за изминатата 2024 година во делот на третирањето против комарци не е баш позитивно, бидејќи се загасли со тоа прскање. Обично направив анализи и годините пред тоа, секогаш првото прскање за комарци било во текот на месец март, обично на крајот од месец март, а сега се почна многу покасно, тука е наведено на кои дати. Сакам да апелирам дека ова година, веднаш од кога ќе се донесе ова обемна програма, што е во точка 11, следната точка, што мислам дека е најплатената програма за овие за 1.400.000, имаме 14 реда програма.
веднаш да се распише тој тендер за брзо да се постапи на терен, за потоа да не биде касно, бидејќи како што и поштованата колешка спомна дека во Скопје имало помалку комарци спрема Гевгелија, потоа ќе биде касно и без разлика дали се возрастни, млади или не знам какви комарци. Значи не е во ред да се чека мај-јуни за да има прво третирање против комарци, затоа ќе замолам ова година, 2025 година, еве сега кога сте и вие, можеби лане во овој период и не бевте одговорна за ова, за да се апелира за побрзо да се одржи тоа прво прскање против комарци во оваа година, за да успееме колку толку да облажиме состојбата која што ја имаме од претходните 2 до 3 години. Благодарам. Благодарам, колега Атанасов. Јас имам само едно прашање да ви поставам, нема да биде цела дискусија. Во контекст на дискусијата на колегата Атанасов, стварно не знам доколку може да ви одговорите. Дали знаете која носи конечната одлука, кога, со која динамика и со што ќе се праска? Кој е прв одговорен да каже дека почнуваме од датата и таа? Значи, самата фирма која ќе добие тендерска постапка. Самата фирма склучуваме договор, како општина Гевгелија склучуваме договор со тој правен субјект и ги налагаме сите активности. Како ќе биде извршено прскање. А тендерската постапка е во надлежност на друг орган во општината. Не во ред. Секторке, сите сакаме, сите сме на иста тема, поготово и за ова. Сите сме на иста правна должена за ова, почнувајќи од вас и сите ние тука и сите граѓани. Колку трае таа тендерска постапка? Со денови ли е? 5 дена, 10 дена, 15 дена и да инсистираме таа фирма што ќе добие тендер, па веднаш да дојде. Кај нас е потопло и тие ладве веќе комарци ќе стане. Веднаш да дојде и да бидат повеќе пати за тие пари, повеќе пати да прскат. Сите прскаме по дворови. Гевгелија живее во дворови и сите се прскаме, исто како и вие. Нека дојдат повеќе пати за тие пари и нека дојдат веднаш за тие пари. Касно е веќе. Благодарам, Христо Колова. Уште некој друг за збор? Нема. Бидејќи нема. Не, ворете, за збор? Ворете, тоа ти седнавте таму. Благодарам. Во однос на тендерот, мислам дека е многу јасно, ние сме тие што ги поставуваме условите на тендерот. И на тие услови ќе се пријават оние фирми кои може да ги исполнат услови. Значи фирмата не може да диктира кога они ќе прскат. Може ќе им текне во септември да прскат. Значи ние ги поставуваме условите во тендерот и кој ќе одговори ќе го избере. Благодарам. Поштовани колеги, исцрпена дискусијата, точка 11 ја ставам на гласање, предлог заклучок за усвојување на извештајот за преземните активности за реализација на програмата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 24-та, кој е за? 10, 11, 10, 10 за против, воздржани 5. Констатирам дека предлогот за заклучокот е усвоен и точка 12, предлог програма за дезинфекција, дезинсекција и дератизација во општина Гевгелија за 25-та година, која е за 10, против, воздржани 5. Констатирам дека предлог програмата е усвоена. Колегите веќе сами почнаа да си ја дават паузата, еве официјални од мене 10 минути. Или 15. 10. Ајде 10.